Добро дојавте во моето ново видео. Денес си снимаме со Лири Муколовски, кој инфлуенсер, малце ќе поразговараме за неговата кариера. Здраво Лири, ми беше прифати понуда да снимаме заедно. Здраво Стефан, фала ти тебе на поканата. Јас сум Лири Муколовски од Битове и се занимавам со инфлуенсерство веќе 2 години. Од кога почна да се занимаваш со инфлуенсерство? Јас се почнав да се занимавам со инфлуенсерство во 2023-та. Некако ми дојде како идеја, јас гледав и некои мои колеги од Скопје и реков дека јас сакам тоа да го правам и уживам во тоа да го правам јас и затоа почнав едноставно. Од почетокот беше малце тешко, но сега нормално е поубаво и полесно и слично. Супер, од каде идеја доби да се занимава со тоа и од каде поддршка имаш? Поддршка имам од моите најблиски, нормално, имав другари кои цело време ми викаја може да почнеш. Се гледаше дека јас сакам такви работи. Кога почнав малце имаше некои хейт коментари, но после тоа мене ми беше гајле за хейт коментарите нормално, јас го правам тоа што го сакам за мене, едноставно јас си го живеам животот како што сакам и сега сме стигнати барем до негде да си викам. Супер, ајде, сигурно ќе ги заинтересира гледачите, секој инфлуенсер што ќе почне, треба да биде физички и психички спремен за хейтери. Како се справаш ти? Да, дефинитивно, некогаш има лоши коментари кои може да те погодат и баш и јас имам гледано некои колеги мои кај што добиват хейт коментари. Зависи, значи тие хейт коментари се секогаш од некои профили што ниту ги знаеш ниту ништо и само ќе ти напишат и сака да ти расипат денот. Така јас мислам дека тоа не треба мене да ме годи воопшто. Така да не треба да хейт коментари. Дали пример некој коментар ти имате, не знам, допрен до тебе и што сакаш мине пауза да направиш? Да, ми се има десено да мислам на пауза и слично. Не беше повеќето преку хейт коментарите, но некојаш сакаш едноставно да се тргнеш од социјалните мрежи. И да, си имам тргнато на неколку недели од Инстаграмот скрос, така да. Мислам дека повеќе видиш ако пример тие што те хейтат, тој пример љубомора, за пример ги прецизирам тие таквите, пример тие што се замарат со пример со тебе, нема нивни живот, пример нивни мисли се замарат со тој живот и со тој мисли што прати како прати. Да, дефинитивно, а и некој се дешава некој да те хејта нака, и после кога те запознае во живо, вика и значи ти не си тој што те мисли и слично. Значи прво треба да го запознаеш некој и после да го хейташ и слично. Да, ти мислам без веза некој ќе ми текне досада пример што да пред во животот и ќе го плукаме пример Стефано или Ририм или не знам кој. Да, тоа секогаш така е. Супер, кој ти беше првото видео, како ти беше чувството? Првото видео јас почнав со TikTok да снимам повеќето. Снимав на TikTok Sound и слично, правев некои едити со моите слики и така почнав на TikTok почна да имат преку 10.000 views и слично. И ми беше преинтересно дека можам да се искажам јас кој сакам и да се облечам како што сакам јас. Повеќе јас се облеквам на мој стил едноставно и тоа сакав да го искажам и да се покажам дека може секој да се облечи на свој начин, не мора да биде многу basic онака и слично. Супер. Дали освен со снимањето на TikTok, не се занимаваш со нешто друго? Да, јас се занимавам исто со social media, водење на акаунти на некои фирми. Имат приватни бизнеси кои му треба помош со водење на Instagram акаунти и поточно ми имат пишано мене, јас со тоа работам и му го водам јас Instagram акаунтот на бизнисот и слично. Супер. И како представиш две работи да снимаш со диџејството се, како се вклучиш? Да, сега диџејството пред околу 3 месеци почнав со диџејството, тоа ми е како фан парт, и повеќе сакам на електронска музика, на повеќето е хард техно и слично. Таа музика не е баш толку многу позната во Битова, но затоа јас сакам барем нешто да се дешава со некоја појака музика во Битова. Сите знаеме дека сите слушат турбо фолк и затоа сакам малце промена. Значи сакаш да смениш малце? Да смениме малце, да. Супер, да одваш помеѓу сега што ќе беше диџејството и што си го работи пред 2 години, кој на прво место си би го клал? Диџејството ми е повеќе како хоби, слушање музика и слично диџејство ми е како хоби повеќето, но секогаш би ми било инфлуенсерството на прво место. Супер, кај се гледаш пример за 5 години? За 5 години јас си викам дека ќе бидам победник на Influencer Awards. Исто така веќе ми беше 3-та година на Influencer Awards во Скопје.
и си мислам дека ќе победиме. Ајде таман го спомнато инфлуенсер Варц, како ти беше чувството и од каде желба да настапуваш тиете во Скопје? Да, значи пред околу 3 години се дешаваше инфлуенсер Awards во Скопје и имав неколку колеги кои ме познаваја лично на Инстаграм и ми пишаа дека можам да се пријавам и јас и дека можам да победам како инфлуенсер на годината. И јас почнав, се пријавив и бев во Скопје и добив некои си спонзори кои требаше да направам видео и така почнав со моите соработки на Инстаграм. Супер, ајде како ти беше првото чувство кое беше наставите, сега викаш дека си трета година, дали имаше трема по првиот пат? Да, првата година имав многу трема, оти ги гледаш сите, тие што сум ги гледал јас на мојот телефон на мало екранче, ги гледаш во живо, едноставно пред тебе и баш се некои фини ќе дојдат ќе ти направат муве, тоа е супер, така да ќе имаш прилика и да ги запознаеш. Значи има голема држба. Да, дефинитивно. Исто така знам дека беше организатор за протестот во Кочани, како се одвиваше, ако можеш во кратки црти да не објасниш. Да, заедно со мојот другар Леонардо, поздрав за него, сакавме да издадеме една порака дека не може така толку лесно да ги изедат сите тие 60 животи кои го загубија таа вечер. И ние не очекувавме толку многу луѓе да се појават. Јас мислев дека најпоќе до 100 луѓе ќе дојдат, но цела Битола дојде и исто така добив многу поддршка од Бабан Битола исто така. И имаше баги поддршка, но имаше и некои хейт коментари од партии и слично. Тоа не беше направено никоја партија, само ние бевме приватно сами направено протестот, се со цел почит да одаме на сите тие изгубени животи. Наредно прашање, последно да не должно што плануваш вино, ако можеш нешто да не откриеш? За војднина моите планови се сега имам некои соработки со бизнеси, така да треба да средам некои видеа и ќе има некој нов контект на мојот Инстаграм профил, така да отприлика тоа ќе е. Имаме толку до видео, ако ви се допадна видео, ако закатуште нови видеа, да не забравите да ставите лайк и subscribe. Обавезно да запратите Лирим, секако мене, а ние се гледаме на наредното видео.